Пред 15 години во Македонија имало само 20 пациенти со ретка болести се лекувале на товар на државата, додека пак денеска бројката е искачена на 959 пациенти кои живеат со некоја ретка болест. Од Националната алијанса која се грижи за правата на оваа категорија на заболени велат дека од година в година расте поддршката од институциите, но предизвиците се сепак огромни. Ако зборувам како родител на дете кое што е заболено со ретка болест, можам да кажам дека нашето утро не започнува со гледање временска прогноза или да се нашминкаме и да направиме фризура. Моето утро најчесто почнува со проверка дали моето дете диша. Значи, до толку ни е страшна ситуацијата на некои диагнози, затоа што смртноста е навистина висока. Заменик министерот за здравство Јовица Сандовски вели дека оваа година буџетот за програмата за ретки болести е зголемен на 310 милиони денари. Министерството за здравство во овој период интензивно работи на подготовката на првата национална стратегија за ретки болести, која согласно планот треба да биде доставена до владата на Република Македонија до крајот на мај оваа година и да биде усвоена. Директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски порача дека фактички ова ќе биде прва година во која сите пациенти со цистична фиброза над 12 години ќе добијат целогодишен упфат со терапија. Прво го зголемивме буџетот на МАНУ за диагностицирање на ретки болести и го зголемивме буџетот за 25 година. Со нив разговараме и за воведување на семејни пакети, да повеќе члена од семејството може да се тестираат на одредени ретки болести. Претседателот на ЗЕЛ Сорце Ѓорѓиевски, кој присуствуваше на одбележување на денот на ретките болести, смета дека тие не смеат да останат невидливи и апелира на создавање на општество кое обезбедува достоинствен живот за секого. Општина Кисела Вода веќе трета година обезбедува канцелариски простории за здруженијата кои што се посветени на лицата со ретки болести. Овие простории се сместени во рамките на општинските објекти, овозможуваат полесен пристап до поддршка и директна соработка со нас како институција. Како што беше истакнато на настанот, целта е да се подигне јавната свест за предизвиците со што се соочуваат лицата со ретки болести и нивните семејства.